проектот е замислен да биде истражувачки. Првото нешто кое што е многу интересно што е проект има тајна. Луѓето не ги знаат информациите, така оно што ќе им го пласираме ќе им биде многу интересно. Севкупната македонска историја раскажана во 3 тома, на 1000 страници, е неадекватно раскажана. Адекватното раскажуване на историјата дека ако се 12.000 години, тие 12.000 години ќе се раскажат еднакво по бројот и на страници и по бројот на содржина. Со ова ние ќе направиме тоа што требаше да биде веќе направено. Сетете се, почитувани, не беше тоа одамна. Го минавме сиот 20 век под девизата посветла иднина. Пат кон посветла иднина и се надевавме дека 21 век ќе донесе остварување на тој сон. Веќе сме завлезени во 21 век и го доживуваме првото разочарување поврзано со сето ова. Се чини дека овој век, што мислевме дека му припаѓа на иднината, се повеќе се враќа назад и бара нешто во минатото. Зарем, во минатото има нешто што е поважно од иднината. Се повеќе сме убедени дека гордоста и достоинството не можат да бидат остварени ни во иднина, нити да суштествуваат во сегашноста доколку немате минато. Затоа, напред кон минатото, да открием вистинската длабина на македонското минато. И одеднаш, трчајќи по светлата иднина, се сопнавме од минатото. Историјата доби специфична тежина, непозната за македонската понова историја, особено непозната за последните години од 20 век. Наместо историјата да остане таму кај што беше, во школските клупи на часовите по историја, таа почна да ни се плетка во дневната структура, да мешетари со секојдневноста, барајќи се себе си во така наречените светски истории, за кои мислевме дека суштествуваат како единствен примерок, пред да сватиме дека ги има многу, откривме дека не можеме да знаеме за себе ништо повеќе од 20 век и за неколку светли години од 19 век. Се чини дека различните истории, пишувани на различни јазици, сигурно се поврзани со суштината и со коренот на јазикот, особено со коренот на зборот историја. Може би, токму тој корен може да ги објасни спецификите и различните интерпретирања на светското минато. Да се обидеме да го изведеме доказот. Кога на англиски јазик ќе кажете историја, вие се обраќате на третото лице еднина, his story, негова приказна.
Англискиот јазик ја признава субјективноста во историјата, видена низ третото лице еднина. Кога на германски ќе кажете историја, Geschichte, вие забележувате дека овој јазик се обраќа на инфинитивот. Се прашува што се случило. Германскиот јазик објаснува историјата како низа од настани. Извештај за настанот кој некогаш се случил. Кога на македонски јазик ќе кажете историја, вие се обраќате на третото лице множина. Историја. Ти е нешто сторија. Македонскиот јазик минатото го сваќа како принцип градителство. Што ти е историја? Што е направено? Што е изградено? Етимологијата на македонскиот јазик за зборот историја има референца во третото лице множина и значи дека тие нешто сторија. Но кога ќе се отвори и прочита тритомната службена историја на македонскиот народ, изненадувачки е фактот што оваа историја не се согласува со етимологијата на македонскиот поим за историја. Имено во оваа тритомна историја, која во просек за секој том има обезбедено 330 страници, испишана историја во трајање од просечно 10.000 години, се забележува една чудна распореденост на тоа што сторија нашите претходници. Во првиот том се содржани 9900 години од историјата на македонскиот народ. Во вториот том се содржани 100 години од историјата на македонскиот народ. И во последниот том се содржани околу 27 години од историјата на македонскиот народ. За секој том се обезбедени, велам, по 330 страници, што значи густината на тоа што нашите во минатото сторија е насочена само за средината на 20-тиот век, што значи приближно за годините пред и во време на Втората светска војна. Ние, денешните македонци, знаеме за нашите претходници и за нивните дела, градби. Пред 19-тиот век едва една проста реченица за секоја година. Податокот е фрапантен, страшен, вџачувачки, но нема место за паника. Во Македонија постои се освен заборав. Ова почва незината длабина, незината мудрост, незиното сеќавање, умее да не подсети дека Македонија е основоположник на светската цивилизација и најкрупните настани, тие што се цивилизацијски важни за целата земјина топка, се одигруваат токму во оној период за кој ние најмалку се интересираме и најмалку знаеме. Неправдата има своји степенувања. Највисок степен на неправда е заборавот. Уште повисок на тоа е кога ќе те заборават твоите,
Македонија доживеа генерациите од втората половина на 20 век да заборават 90% од нејзината славна историја. И се случи да биде омаловажуван, неговото семе на гордоста да биде тлачено од сите, само поради едноставна причина, што постои одреден документ што сами го издадовме за сопственото незнаење. Добрата страна на се ова што овој документ има можности да се поправи. И созреа состојбата, дојде мигот, кога ова треба на современ начин да се преиспита, да се реинтерпретира, да се дополни до степенот на моќта на овие генерации. Екипата која ја прифати оваа задача, која го прифати проектот да направи експедиција низ светите места на Македонија, местата кои денес можат низ немиот говор на просторот и низ прозвучувањето на гласот на крвта, на сегашните генерации и на лицата што надоаѓаат од иднината, да им ја објаснат вистината и да се открие вистинскиот лик на основоположникот на европската цивилизација Македонија. Ова е екипата која тоа ќе го направи за вас.